Во рамките на Кавадаречката културна есен, неколку проекти во склоп на Домот на културата Иван Мазов Климе. Денеска еден интересен проект кој што ги опфаќа децата со посебни потреби од приосновното училиште Страшо Пинџур. Ќе го прашам етно кореографот Методија Глигоров да ни каже нешто повеќе околу самиот проект и околу тоа што се случуваше денес овде на бината при Домот на културата. Така, ова беше фолклорна работилница за лица со посебни образовни потреби од Основното училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Проектот е финансиран од Министерството за култура и е проект во кој што се работеше традиционална игра, песна традиционална, народни носи и народни инструменти, со тоа што во самата презентација вметнавме и инструменти кои се од поново време, така да направивме еден склоп на традиционално и сегашно време. Се работеше некои основни игри од рамномерен, од игри кои што се од типот на лесното, рамното оро. Се представија носиите од неколку дела на Македонија. Се представија инструменти традиционални кои се исто од неколку региони од Македонија, како например зурла, како например сворче, дајре, тамбура, тапан. И се отсвире неколку песни кои се белег на нашата македонска култура. Морам само да те прашам со оглед на фактот што фолклорниот ансамбл Тиквеш заради пандемијата на некој начин мирува, дали на овој начин пак ќе продолжиме со работа што се вика? Па да, фолклорниот ансамбл Тиквеш во моментот работи исклучиво според протоколите на Министерството за здравство, работиме на растојание со помала група. Не можеме да имаме концерти, но да се надеваме дека се ќе заврши. Да, дека ќе биде за некој месец ќе биде се подобро и ќе можеме повторно се вратиме на сцена. Како ти се допаднаат дечињата овде на сцена денес? Одлични беа децата. Мислам дека во иднина ќе имаме уште неколку следни проекти во кои што на концерти на ансамблот Тикве ќе бидат вклучени и децата од посебната паралелка при Страшо Пинџур. Има 2-3 деца кои што може да играат заедно со нашите други. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари.